Почитувани, се наоѓаме пред клиника Жан Митрев и во ова видео потока ќе ви представиме еден вид водич како да пристапите во нашата клиника и како полесно да добиете услугата за која што сте дојдени и имате закажано. Пред се тука е нашиот паркинг кој што е отворен за сите пациенти и нивни посетители. Паркингот е бесплатен. Само се најавувате со картичката што ќе ја земете и потоа ќе ја одјавите на нашиот инфошалтер. Во самиот влез на клиниката ќе ве пречека еден главен инфошалтер каде што нашите колешки ќе ве преземат, тука ќе се најавите и ќе кажете за каква услуга сте дојдени или за каков прилет имате закажано. На инфошалтерот исто така ќе добиете информации каде треба да се обратите и во кој дел од клиниката треба да се движите. Веднаш лево е дијагностичкиот центар на клиника Жан Митрев, каде што се вршат прегледите. На самиот почеток десно е се шалтерите за наплата, а лево е нашата аптека каде што ќе може да ги добиете или да ги купите сите оние потребни производи како терапија што ќе ви бидат препорачени од докторите. Доколку продолжите понатаму, ќе ве пречека од десната страна уште еден шалтер, тоа е шалтерот за најава, каде исто така ќе се пријавите и нашите колеги и колешки ќе ве упатат точно во кој дел од клиниката треба да го продолжите вашето испитување и каде е вашиот доктор за кој што имате закажано. Во овој дел се амбулантите, каде што на мониторите точно може да видите каде е вашиот доктор и каде треба да почекате. И бидете повикани од сестра која што претходно ја има вашата најава и знае дека сте пријавени и уредно го чекате вашиот термин. Сосема спротивно од другата страна на дијагностичкиот центар ќе ве пречека нов шалтер или нова врата која што го покажува одделот за рентген дијагностика. Исто така и тука треба да се најавите или претходно може да бидете најавени од другите наши колеги на другите шалтери и ваше е само да го почекате вашиот термин за да бидете повикани. Од десната страна исто така имате приемен пулт каде што нашите колеги и колешки ќе ве преземат и ќе ве упатат за понатамошно испитување за кое што имате закажано. Од десната страна ќе ве пречека контролната соба за магнетна резонанса и компјутерска томографија, каде нашите колеги ги вршат овие испитувања. Тука секако само во одреден дел ви е дозволен влезот како пациенти, во работните простори секако не, но сето она што е закажано ќе биде спроведено точно на време и ќе ви бидат објаснети сите детали кои што треба да ги знаете како пациент, а се поврзани со испитувањето кое што ви е закажано. Сега влегуваме во ангиосалата, каде што моментално се врши одредена процедура. Тука нашите колеги, доктори, медицински сестри и останат персонал ги изведуваат закажаните интервенции во ангиосалата. И дел на крај на овој ходник е рентгенот, но тоа е сега ќе ви го покажеме. Тука исто така ќе бидете повикани и спроведени од медицинска сестра или болничар кој што ќе ве обслужи, ќе биде постојано со вас. Сега ќе се упатиме повторно во другиот дел на болницата, централниот дел, каде што ќе дојдеме до инфошалтерот и ќе продолжиме на првиот кат, каде што е приемното одделение и центарот за мајка и дете. Тука на ова инфо табла, монитор, исто така може да прочитате точно на кој кат што се има и каде е вашијата крајна инстанца. Одиме на првиот кат. Посетители на првиот кат, кога ќе излезете, веднаш десно ќе ве пречека уште еден шалтер, каде што нашите колешки исто така ќе ве упатат и ќе ви помогнат со секоја информација која што ви е потребна. Тука е први одделението за приемни пациенти, одделението во кое што сите оние кои што имаат закажани операции и слични интервенции, а треба да останат и бидат примени,
се тука во оваа просторија, веднаш од другата страна е центарот за мајка и дете, каде што пристапот исто така е лимитиран и се одвива само со претходно закажување и претходно најавување, нели? Моментално нема да влеземе во центарот за мајка и бебе, затоа што не би сакале да им пречиме на малите бебиња, кои што сега се тука, но во следно некое видео исто така ќе го прикажеме овој центар како изгледа внатре и како функционира со сите вработени. Исто така пред овој лифт имате информативен монитор, во кој што исто така ќе ве информираме за сите содржини во клиниката. Се упатуваме на вториот кат, исто така со лифт. Од кога ќе дојдете на вториот кат со лифтот, тука ќе ве пречека една врата на која што може да задзвоните и ова всушност е одделот за интензивна нега. Внатре пристапот секако не ви е дозволен и се одвива само по претходен договор или во време кога е дозволена посета. Тука доколку бидете стигнати, исто така ќе треба да звоните на ова копче, интензивна нега, и наша вработена медицинска сестра или друг медицински персонал ќе ве преземе, ќе ви даде соодветна информација или евентуално доколку е време за посета ќе ја извршите посетата на пациентот. Тука е една мини чекална каде што се чувствувате комотно и може да испрашате доктор за сето она што ве интересира во однос на пациентот и во однос на понатамошното негово лекување. Сега ќе се упатиме на третиот кат. Исто така поврзаноста помеѓу вториот и третиот кат за пациенти е преку овој лифт. Кога ќе дојдете на третиот кат, од десната страна се наоѓа нашиот ресторан, кој што е отворен за посетители кои што се надворешни, но и за сите вработени секако и пациенти. Тука храната која што се обслужува е од дневно производство, секогаш е свежо подготвена. Од лева страна е нашиот аудиториум, кој што исто така може да се користи за различни потреби, настани. Од другата страна ќе ве пречека една врата на која што треба да задзвоните, доколку имате закажано во одделите за стоматологија, офталмологија или естетска дерматологија. Тука ќе задзвоните на овие звончиња, камерите ќе ве регистрираат и дел од вработените ќе ве преземат токму од ова место, доколку имате термин закажано во овие три оддели. Кога ќе влезете во овој дел, тука веќе ќе бидете со придружба и ќе се упатите кон Центарот за естетска дерматологија, стоматологија, офталмологија, во зависност од каде имате закажано интервенција или слична услуга. Сега влегуваме токму во ходникот кој што ги поврзува овие оддели. Тука пред секоја амбуланта има простор каде што ќе може да почекате. Од лева страна е инфошалтерот, каде што нашите колеги исто така ќе ве упатат, ќе ви помогнат за додатни информации доколку ви се потребни и да ве поврзат со докторот кој што имате закажано во Центарот за офталмологија. Исто така кој што сега го гледаме, се доаѓа со претходно закажување и испочитување на временскиот термин. Тука исто така еден дел од нашиот оддел за стоматологија, каде што може да видите дел од опремата и амбиентот. На крај на овој ходник се наоѓа ординациите за стоматологија, кои што изгледаат токму вака како што може да видите на оваа снимка. Исто така на другиот дел од овој ходник, веднаш покрај споменатиот шалтер, ќе ви го прикажеме одделот за естетска дерматологија,
кој што има посебен оддел за чекање, посебни амбуланти, посебни соби за консултација и тука исто така ќе се движите со придружба и ќе бидете спроведени до вашата крајна дестинација. За сега тука ја завршуваме оваа видео презентација во една од следните кои што ќе ги подготвиме, точно ќе ги представиме сите оние оддели кои што само ги поминавме, но не влеговме внатре. Ова е посебниот влез кој што е наменет за ургентниот центар. На оваа рампа која што се наоѓа пред онаа официјална која што ја ви ја прикажавме претходно, може да пристапите до ургентниот центар каде што имате посебна рампа за вашето возило доколку се станува збор за пациент кој што не може да се движи или станува збор за амбулантно возило на итна помош. Тука веднаш ќе бидете паркирани и пристапот до ургентниот центар е едноставен. Нашите вработени секако претходно ќе ве регистрираат на рампата каде што ќе бидете регистрирани и ќе биде повикана екипа која што ќе ве пречека овдека. Во друг случај треба да притиснете на ова копче каде што исто така преку видео и гласовно ќе ве регистрираат нашите вработени и ќе дојде вработен ќе ве преземе.